Сите пречки се мали ако луѓето се големи. Сонцето грее и никој не може да му забрани еднакво да не грее. Родителите кои работат со пола работно време, државата им го покрива останатото време, предложивме да државата им го покрива согласно нивните примања, не согласно просечната плата како што државата го има направено. Барање имаме до Министерството за образование. Министерството за образование бараме обезбедување на 78% образовни асистенти за деца со попречености. Обезбедување на 78% адаптирана програма по мерка на ученикот. Обезбедување услови како училници, гедатички помагала и слично за 78% во интерес на децата со попреченост. Бараме сите ортопедски помагала како за лица со попречен вид, како за телесни, да бидат ставени сега во функција и до сегашниот пракса до 60.000 денари кои им ги даваше субвенциите државата за набавка на една количка, да се покачи до 90.000 денари. Да се дадат уствари преку фондот да следуваат на слепите лица барем бело стапче да иследува, да се намали старосната граница, не да се намали старосната граница, туку да се среди за добивање на инвалидни скутери. Поради тоа што сега за инвалиден скутер да добиеш, државата ти дава инвалиден скутер доколку си студент и имаш 24 години. И доколку си пензионер и над 64 години. Од 24 до 64 години имаш 40 години. Еве јас сум 41, законски не можам ни да поднесам за инвалиден скутер. Ако си имаше нешто сменето, немаше да протестирам. Значи, протестирав претходно за правда и права кон народот. Тие што дојдоа на власт ветуваа правда и правда, а нема П буквата од тоа и затоа го поставивме шаторот повторно.